издание. Бројката на случаи со COVID-19 во светот продолжува да расте. Повеќе од 19,1 милион позитивни според Универзитетот Џонс Хопкинс. Над 80 милионери од САД и 6 од други држави бараат владите да им ги покачат даноците. Зошто? Жени во Сино. Документарец за вештините на жените полицајки за намалување на насилството во Минеаполис. Ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е News Flash. Како да им се помогне на азилантите да не бидат жртви на криумчари? За ова подоцна во емисијата на почеток вестите на денот. Бројот на нови случаи на COVID-19 во светот продолжува да расте. Според Универзитетот Џонс Хопкинс, досега има над 19,1 милиони заразени. Стејт департментот и центрите за контрола и превенција на болести ги тргнаа препораките за американците да не патуваат во странство, воведувајќи нови ограничувања за поединечни држави. На тој список се наоѓаат 30 држави, меѓу кои Индија, Русија, Египет, Либија, Хондурас и Казахстан. Европската унија се наоѓа во категорија 3, односно место на кое треба да се размисли пред да се патува, иако ЕУ во моментот е затворена за американците. Американскиот претседател Доналд Трамп во четвртокот забрани 2 кинески апликации. Со тоа им се забранува на американските компании да имаат деловни активности со ByteDance, компанијата која е собственик на апликацијата со видео TikTok, како и со Tencent, собственик на апликацијата за пораки WeChat. Дали Трамп има законско властување за вакви активности не е јасно, велат аналитичарите. Северна Македонија. Транзитниот центар во Гевгелија да почне да издава така наречени намери за азил на бегалци кои минуваат низ македонска територија, бараат граѓанските активисти. Мики Трајковски, нова тема. Бегалците кои се обидуваат да поминат низ територијата на Македонија се соочуваат со сериозни проблеми, предупредуваат граѓанските активисти. Многу од нив, наместо да продолжат кон Западна Европа, се враќаат назад во Грција од страна на полицијата или војската, без при тоа да се направи нивно профилирање или да се земат во предвид нивните потреби, вели активистот Мерсиха Смајловиќ. Во Законот за привремена заштита постои одредба барање за намера за азил, со која бегалецот изјавува дека ќе ја напушти државата за 72 часа, но истата не се спроведува во пракса, вели таа. Тоа што бегалците кои ги би влегле, би се профилирале, би се земеле нивните отпечатоци, име и презиме, би се знаело кои се движи низ нашата територија. Од една страна тие се видливи за системот, тие се во системот и тие ќе бидат заштитени од системот, а и локалното население ќе биде заштитено сега посебно во состојба на пандемија. Невладините бараат таквите намери за азил да се издаваат во транзитниот центар кај Гевгелија, како што тоа било за време на западно-балканската мигрантска рута. Со тоа овие лица ќе можат регуларно да поминат низ земјава. Наместо тоа, вели Смајловиќ, сега бегалците се се почести жртви на криумчарите. А да не зборам за се поголемиот број на сообраќајни незгоди кои што се случуваат на територијата на нашата држава, каде што гледаме дека криумчарите воопшто не бираат средства и начин за да заработат пари, дури ги жртвуваат животите, ги ставаат по 20-30 во едно мало возило и возат со огромна брзина. Според невладините, околу 40.000 мигранти се обиделе да поминат низ македонска територија само во првите неколку месеци од оваа година, што било за околу 5 пати повеќе во однос на цела 2019-та. Јасмин Реджепи од невладината леги извели дека наспроти официјалните бројки, неофицијалните се многу поголеми, а не мал бил бројот и на оние кои успевале својот пат да го продолжат кон Србија. Србија гради почнува да гради ограда каква што помеѓу Србија и Македонија, значи на границата, каква што имаме ние помеѓу Македонија и Грција. И се плашат дека тоа ќе им биде уште една пречка која што ќе им биде многу тешка да се помине и затоа сакаат да поминат што побрзо. А тоа ќе значи дека и на наша територија ќе остануваат голем број на луѓе кои што ќе да речам ќе заглават на наша територија и ќе нема да може да продолжат така лесно во Србија. Реджепи додава дека и понатаму главната рута на движење на бегалците е низ Македонија, додека помалата е низ Албанија. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Десетици милионери ширум светот потпишаа декларација со која бараат од нивните влади да ги зголемат даноците, но не се согласуваат сите со оваа идеја.
Повеќе од 80 милионери од САД и 600 други држави во светот бараат нивните влади да им ги покачат даноците. Меѓу потписниците на оваа иницијатива се наследничката на Волт Дизни Абигаил Дизни, поранешниот директор во BlackRock Морис Прл и данско-иранскиот предприемач Џафар Шалчи. Според нив пандемијата на коронавирус ќе трае со години и хуманитарните донации нема да бидат доволни за справување со последиците. Богатите луѓе треба да сватат дека системот не е одржлив ваков каков што е. Гледаме протести, милиони невработени како последица од корона кризата, а од друга страна, богати како мене кои стануваат уште побогати. Доаѓаме до ситуација кога ќе има само неколку богати и многу сиромашни. Тоа не функционира. Америка е прва според бројот на милионери. Forbes објави дека преку 18,5 милиони американци имаат над $1 милион во банка. Многу експерти веруваат дека богатите се несоодветно оданочени. Велат дека зголемување на нивните даноци за 3% би можело да обезбеди преку $1 милиарда за една деценија. Уште поважно е тоа да се прави постојано, бидејќи причина за тешката ситуација во САД како последица на пандемијата се проблемите од претходно, поради недоволно инвестирање во сиромашните соседства. Но некои американци не веруваат дека зголемувањето на даноците за богатите е вистинскиот одговор за ваквата ситуација. Според нив постојат многу други начини како богатите да им помогнат на сиромашните, покрај покачување на даноците. Постои процес во одделот за финансии на САД, каде американските даночни обврзници можат директно да помогнат. Не мора да чекаат Вашингтон да реагира. Експертите додаваат дека во 2021 година САД ќе се соочат со рекорден буџетски дефицит, што ќе доведе до уште повеќе повици за повисоки даноци за богатите. За крај на News Flash. Смртта на афроамериканецот Џорџ Флојд, додека беше приведуван, ја отвори дискусијата дали повеќе жени во полицијата ќе значи и намалување на прекомерната употреба на сила. Жени во Сино, нов документарец на оваа тема. Привок на Пенелопи Пол. Во незиниот филм Жени во Сино, Диедри Фишел прикажува дел од предизвиците со кои се соочуваат жените полицајки, додека помагаат во обучувањето на своите колеги да не користат прекумерна сила во полицискиот оддел на Минеаполис во кој преовладуваат мажите. Филмот ги потврдува податоците од кои најстарите се од Националната полициска фондација од 70-тите години дека жените полицајки се однесуваат помалку агресивно и веруваат во користењето на помала агресија во однос на нивните колеги мажи. Едноставно знаев дека сакам да направам филм кој ќе истражува што може да донесат жените во ова тешко време за нашата земја во однос на полициското насилство. Може да видите дека при ова полициско запирање Алис покажува пред се грижа за човекот и неговата состојба, а не за некакво спроведување на закон. Во Сиетл, шефицата на полицијата Кармен Бест вели дека рекламите за регрутирање на незиниот оддел се дизајнирани за да привлечат повеќе жени. Сакаме да прикажеме повеќе жени. Сакаме да прикажеме повеќе жени на различни позиции. Сакаме да покажеме дека работата не се состои само во баркотници со автомобили или пукање или спуштање со јаже. За голем дел од ова што го правиме не е потребна физичка сила, туку умствена способност и вештини и способност да се сочувствува и да се работи со други луѓе. Ни требаат повеќе жени, но уште повеќе ни требаат жени афроамериканки. Мислам дека тука е потенцијалот за трансформирање на нашите полициски одели. Шефицата Бест се присетува на незините искуства на напредување во полицијата. Некои луѓе ми даваа голема поддршка, други не, и секогаш морав да поминувам преку тоа. Но си велев дека тоа е нивен проблем, а не мој. Јас сум овде да си ја завршам работата и да го направам тоа најдобро што можам. Навистина ветува дека додека напредувате, мора да им помагате и на другите луѓе. Го гледате News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Пријатна вечер и пријатен викенд. Со нови информации се гледаме в понеделник.